7 часот 49 минути на тема протести во Србија. До 8 часот утрово разговараме со колегата дописник Оливер Бранковиќ, кој што утрово го имаме во студиото. Помина 100 дена од падот на настрешницата на железничката станица во Нови Сад, повеќе од 3 месеци протести, кога сите мислеа дека после новогодишните и божикните празници атмосферата ќе спласне, под мотото Пумпај студентите почнаа да организираат големи протести низ повеќе градови, почнувајќи во Нови Сад, Крагуевац, Ниш, 15 март Белград. Оливер, добро утро и добре ни дојде во Македонија наутро. Социолошки феномен се интересен протестите. Ке зборуваме и за тоа, но ајде за најновите вести. Ноќеска прв судир меѓу студентите и полицијата пред зградата на РТС, до сега немаше вакви инциденти. Немаше. Кога говориме за студентите. Да. Пошто опозицијата е посебна приказна имаше. Значи вечер синоќ имаше судир пред РТС, еден жандарм или полицаец е повреден. Но не е само пред РТС, оно што успев да прочитам са Бајлево, има и блокирана и радиотелевизија Војводина. Значи Србија има два јавни сервиси, РТС и радиотелевизија Војводина во Нови Сад. Дури влегоа внатре протестантите во телевизија Војводина, не знаеме ситуацијата во моментот каква е, најавено е сето тоа, особено ова на РТС беше најавено, синоќа почна, треба да трае цел ден, до 22 часот навечер денес треба да заврши протестот. Каква е ситуацијата ќе видиме во текот на денот, напнате во секој случај. Тоа го најавуваше, за жал, и самиот председател Вучич. Кога сме кај Вучич изјави изминативе денови дека во моментов безбедносната ситуација во државата е разнишана и дека државата се труди да го задржи мирот и стабилноста. Како ќе го стори тоа? Тука е главниот проблем и добро прашање, значи за да можат гледачите да сватат, дури ние таму што сме во Белград, ни треба време за да можеме да сватиме што се случува суштина во Србија. Ако можам да ги поедноставам работите, да внимавам на тоа што зборам, бидејќи Србија е наш пријател, не треба се мешаме во натежните работи на Србија и треба, дај Боже, на еден убав начин оваа криза исто која што не знам како да ја окарактеризам, не станува збор за политичка криза. Ајде да кажеме дека институционална криза да се реши. Има три субјекти во оваа криза. Тоа се власта, нормално, председателот Вучич, тоа се студентите и трет субјект е опозицијата. Секој различно делува. Сето различно, мада се постојат тенденции да се представи дека опозицијата стои за студентите. Не е точно. Не стојат за студентите. Студентите се огледуваат од сите политички партии и немаат политичко барање. Тука е проблемот за власта. Они ги, мислам, знаете тие 4 барања. Суштината на тие 4 барања е борба против корупцијата и криминалот и системски промени. Ниедно политичко барање нема. Нема барање ни за смена ни за избори нема барање ни за смена на председател на влада, тоа го бара опозицијата. Студентите барат, како што кажав, борба против системот и корупцијата и да се исполнат барањата. Тврдат дека, задната информација, барањата не се целосно исполнети и затоа сега во сабота огромен јас бев и во Ниш, сум бил и на Славија, нормално снимав за македонската радиотелевизија. Над 200.000 луѓе се очекува дека веќе идат од цела Србија во Белград и според оно што го вчера кажа на РТС председателот Вучич, не сум баш оптимиста дека тоа мирно ќе се заврши. Од една страна, пред неколку недели имаше обиди, нели, споредба, македонско сценарио, шарена револуција тука и слично. Меѓутоа, ако можеме како новинари да ја воочиме, разликата е тоа што Европската унија и САД молчат. Кај нас не беше таков случај. Апсолутно. Информираат медиумите за тоа. Па не се збори многу за македонско сценарио. Престана веќе така во последно време. Повеќе терминот самиот председател Вучич и кажа и доби подршка дека станува збор за обојна за шарена револуција и дека он ќе почне во сабота контрреволуција и упати апел до студентите, до децата да не доаѓаат во Белград, да не се придружат на протестите, од он очекува немири. Тука е опасноста. Второ, убаво кажа, разликата е голема. Власта во Србија има подршка пред се од Кина и од Русија секако, но има подршка и од Европската унија, па и од Америка. Значи, надворешната подршка е апсолутна на власта и на председателот Вучич. Европската унија беше овој известител од Пицула,
бенигно така бара да се апелира тоа на мирен има начин. европратеници кои што и во Европарламентот ги поддржуваат Резолуцијата, студентите, да, меѓутоа зборуваме донесена. за всеопшта поддршка не се гледа. Да. Не, и не се ни меша во засега. Немаме некој јасен став од министерка за външни работи на Европска унија, например. Да се општи, дури се разочарани од опозицијата, ги критикуваат зашто не реагираат. Така да разликата во правоста е голема. Има ли некакво демократско решение на проблемот? А знаете што, не е нас тука од Македонија да им посочуваме како да го секако дека мора да постои демократско решение. За сега не го гледам. Беше темата диалог. Сите вличат на своја страна, така некако. Па да, сега диалогот вистина председателот Вучич и властите понудија поеќе пати диалог. Одговорот беше многу интересен од страна на студентите. Прво председателот Вучич ги има уставните овластувања исти како и кај нас. Да не кажам безмалку се протоколарни тие овластувања. Вика што има ние со тебе да диалог да преме кога ти не си овластен да ги решаваш тие проблеми. Се начинот на владење сосема друг во Србија него тука. И тука е проблемот. Нема диалог. Нема диалог. Постоја тенденција, тие што се на улициве, да дојде до обединување, до некоја симбиоза меѓу опозицијата и студентите. Со тоа уште повеќе се комплицира состојбата. Опозицијата бара преодна влада. Вучич 100 пати тоа го каже, синоќа категорички каже дека преодна влада додека е жив нема да или експертска влада. Да, вчера и студентите излегува со соопштение дека имале притисоци од одредени структури и самите студенти да се вклучат во формирањето на преодна влада, но тука го повикаат целото општество. Тоа е чинам прво соопштение од страна на студентите каде што се спомнува преодна влада, но и велат на општеството, ако сакате промени, реагирајте сите, барем меѓу редови, така можеше да се свати пораката вчера на студентите. Уште нешто дадоа. Преодна влада бра опозицијата и проглас. Тоа се професори, да не кажам гуру на овие студентски пленуми. Покрај тоа што тоа го каже, не многу за преодна влада студентите не бараат политичко барање. Меѓутоа дадоа нешто ново. Дадоа и побара од граѓаните кои што се масовно придржуваат и шират емпатија на овие протести, побара секој граѓанин, тоа за времето на социјализмот постоеше собир на луѓе или зборови да се прават, дека они досега направиле што може да направат. Ние очекуваме и пето барање да биде во сабота на 15 март, ако не дојде до хаос, аз иде кон тоа. Барале граѓаните да формираат зборови или собир на работни луѓе. И на тој начин, како што они функционираат преку пленуми на филозофски, на правен, на ваков, на таков факултет, и граѓаните во Србија, преку тие зборови, да ги изложат своите политички пред се барање да се изборат за своите права. И тука пак доаѓаме до конфликт со власт. Еден сериозен предизвик во целата оваа ситуација е исто така борбата со дезинформациите. Апсолутно. Тоа е проблем и за граѓаните на Србија, но проблем и за нас кои сакаме да дојдеме до вистинска информација. Апсолутно. Јас секогаш гледам да сум неутрален, кажав, значи нас не се пријатели српската влада и српските граѓани. Ние сме многу блиски и не треба многу внимавам што ќе пренесам тука во Македонија. Се како да дојдам до информација, на пример, Белград секој ден е блокиран. На крајот на криштата мимо мојата работа морам да се движам. Не знаеме од Сабајле каде е блокирано. Тоа све се држи во тајност. Сабајлето се објавува дека таа улица или тој трг ќе биде блокиран на 15, 20, на 30 минути и така натаму. Значи малку е тешко и да се не само Белград, сите места во населени места во Србија се блокирани. Информациите јас лично преку Инстаграм ги имаат своји сајтови студентите, има и ботовски сајтови. Значи невидена медиумска војна каде што вистината е негде помеѓу. Мене ме радува што РТС во последно време РТС за дивно чудо е најобјективен за мене лично, бидејќи ве остапува и приказната и информациите на председателот Вучич, а исто така и она што се случува и што бараат студентите и она што они ги бараат. Што не би кажал за опозицијата. Но до овие навреди, добро имаше потоа извинување. Имаше. Сега за крај само, ако системот државата се плаши од немири во сабота, од преголем број на луѓе и слично, зошто студенти 2:0? Зошто сега, после 3 месеци, во срцето на Белград, каде што во сабота треба да има масовен протест, дојдоа млади луѓе кои што сакаат да
учат. И на некој начин, како да се подгрева тензијата со тоа сега пред 15 март. Ја мислам, оно што на крај што го кажа, си сам го кажа одговорот на сето тоа. Најверојатно дека е тоа. Тие студенти и џаци, како ги викат пред председателството на Кевуч, тука се у паркот, Пионерски парк, бара да учат. Тоа е во центарот на Белград, така Да, баш тука каде што ќе председателството биде и големата собранието. маса во сабота. Не се знае, ете, тука не знаеме кај ќе биде митингот во сабота. Чекаме да ни соопштат. Бараат да учат. Па извинете, и овие други исто да бараат да учат, дури година ќе изгубат, меѓутоа бараат нешто што добија емпатија кај граѓаните на Србија, бараат системски промени, бараат борба против корупцијата. Што е окей на некој начин. Ние очекуваме Не се исполнети И тие само барања. накратко го спомнав социолошкиот аспект, социолошкиот феномен. Во Ниш, кога беше протестот, во Нови Сад, многу луѓе во Ниш од Македонија, во Нови Сад, многу од Хрватска, од Босна. Што е тоа што прави регионот да ги поддржува протестите? Па во знаете што Србија? треба да бидете таму да осетите таа енергија. Затоа се нарекува Тоа е, феномен. значи, Велат вакви протести немало во блиска. Нема, идни еве, кога земам изјава, одакle си? Вика македонска телевизија дали да живее Македонија. Не викам добро, окей. Значи не сме имали проблеми, ние сме, кажа, блиски народи, им се сакаме, се почитуваме. Емпатијата на тие протести што се шири, значи поддршката народот што искача на протестите, се гледа дека е образован, дека има свој став во животот и тоа е она што овие протести колку и да сака власта и прави власта се да се намалат, напротив, многу се шират. Секако ја следиме ситуацијата, очекуваме објективна информација и навремена на 15. Оливер, биди внимателен. Благодарам, секако. Се гледам. Благодарам. 8 часот и 1 минута, време и за првите утренски вести.